Благодарам подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, почитувана јавност. Денес зборуваме за дополнет предлог на закон за дополнување на Законот за здравствена заштита, во кој се менуваат неколку членови. По членот 281б се додава нов наслов кој гласи начин на вршење на здравствена дејност од страна на приватните здравствени установи во услови на утврдено постоење на кризна состојба заради заштита на јавното здравје и прогласена епидемија или пандемија на заразна болест. Дали знаете од кога имаме епидемија, пандемија, од кога имаме кризна состојба, од кога имаме вонредна состојба и денес носиме некој закон. Значи, сите овие мерки кои што ги носите, исто како Комисијата за имунизација, исто како за модуларните болници, кои што ги направивте сега пред еден месец, сите мерки ви се закаснети и се прашувам дали некој ќе понесе одговорност за овие изнудени и касно преземени мерки, чие донесување секогаш беше под партиски одлуки наместо професионални. Заради тоа имавме трет пик, кога станавме лидери на црните ковид листи во регионот и во светот. Имаме колабиран здравствен систем со огромен број на заразени, починати, заразени здравствени работници, за жал и починати здравствени работници. Во оваа изминета година и пол видовме само политиканство, без унифицирани протоколи, некадарност да се набават вакцини и да се спроведе масовна имунизација со адекватен број на вакцини, а не масовна имунизација со 6.000 или 8.000 вакцини. Тоа не е масовна имунизација. Се знае што е масовна имунизација. Наместо тотален локдаун во изминатата година и пол со двонеделни рестриктивни мерки, ние во недостиг на широкофатна и организирана имунизација не видовме ништо друго, освен тоа што го ставивте во ризик здравјето на граѓаните на Република Македонија. Според овој закон го менувате членот 65, со што си земате за право да одземете лиценци на приватни здравствени установи ако не делуваат согласно член 281в, односно кризна вонредна состојба. Јас не знам дали на некој треба да му се одземе лиценцата за тоа што дозволи над 5100 да имаме починати во оваа наша мала земја. На 281 додавате 281в. Министерството за здравство и здравствените установи се должни во општите акти во согласно со законот да ги утврдат своите задачи за обезбедување на здравствена заштита во вонредни услови и кризна состојба. Се наведува само одат во приватните здравствени установи по цена на ЈЗУ ако нема место во ЈЗУ. Исто така се менува членот 312 за оние кои нема да ги прочитуваат членовите кои се однесуваат за вонредна и кризна состојба и се воведува глоба од 28.000 до 30.000 евра во денарска противредност ке се изрече за прекршок на приватна здравствена установа ако не постапува согласно членот 281в став 1 од овој закон и не се придржува на мерката од членот 281в став 2 од овој закон, или глоба во износ од 1.500 евра во денарска противредност ке се изрече за прекршок на одговорното лице во приватната здравствена установа ако не постапува согласно членот 281. Зошто ова досега не е направено? Зошто владата не се активираше веднаш со воведувањето на кризната состојба, а можеше и по воведување на вонредна состојба, кога се донесоа уредби со закон на сила? Зошто не прифаќате да се направи
трансфер на парите на сите оние граѓани кои што беа принудени заради немање на слободни места во државните здравствени установи да се лекуваат во приватните здравствени установи и да плаќаат огромни суми на пари. Во 281В став 2 пишува: доколку се исполнети капацитетите за лекување во болниците и во случај на недостиг на здравствени работници и соработници. Па се прашуваат, според кој норматив и критериуми ќе се направат проценки, дали се исполнети капацитетите кога имате прогласено ковид оделенија кои што немаа ни централен довод на кислород, не ги задоволува минимум стандардите за лекување на пациентите според COVID-19, затоа што сите знаеме дека на пациентите не им треба само кревет, им треба услови, им треба дотур на кислород, им треба монитор затоа што тие се тешки болни, а не само кревет. Според кои нормативи ќе процените за потреба од здравствени работници и соработници? Дали немањето на нормативи ќе го направи овој закон неприменлив и само на хартија? Приватните болници да не вработуваат, точка 4, здравствени работници од јавното здравство, пазарот на труд е либерален и оваа мерка е уставно неоправдана. Исто така, вие не зедовте во предвид дека овој закон треба да има и финансиски импликации затоа што граѓаните потрошија огромни пари за PCR тестови, за дедимери, за рентген на бели дробови, за лекови, за витаминотерапија. Знаете дека во Република Србија пациентите пост-ковид се испраќаат на рехабилитација, на бањско лекување, а ние не можеме основното лековите да им ги пружиме да одат на рецепта. Затоа велам дека овој закон е закаснет и не одговара за потребите и на државата и на граѓаните на Република Македонија и затоа нашата држава е водечка во негативниот биланс поврзан со COVID-19. Нема протоколи, уште еднаш ќе кажам, нема нормативи, се е самозамајување на јавноста. Ако ние бевме нормална држава, во која што функционира институциите на државата, во која што се почитува уставот и законите, министерот ќе си дадеше подхитно оставка и немаше да се дозволи над 5100 граѓани починати да имаме во нашата држава. Дали некој ќе понесе одговорност дека денес го немаме едно Крушево или го немаме еден Демирхисар со сите околни села, благодарение на владата на СДСМ, која толку добро се справуваше со ковид пандемијата. Граѓаните и понатаму се уплашени, веќе не знаеме во која држава живееме, така тие кажуваат. Ние живееме во ничија држава. Држава во која што државата не се грижи за своите граѓани. Ви благодарам. Реплика пратеник од Ненад Коцич, повелете.